Почитувани, СДСМ, како одговорна партија, со голема посветеност и мотивираност ги поставува европските стандарди во нашата држава, во сите сфери на општеството. Започнуваме со реализација на нова стратешка рамка Акција 21, со која ја носиме Европа дома. Акција 21 содржи 10 приоритети, а прв меѓу нив е прочистување на правосудството. Длабоките и суштинските реформи во правосудството, преку ефикасно и објективно прочистување на судството и обвинителство влегуваат во завршницата. И покрај тешката битка со противниците на правдата, со Мицковски кој што стои на браникот на криминалот, како владеачко мнозинство во собранието го донесовме Законот за јавното обвинителство. Овој закон обезбедува продолжение на предметите за висока корупција кои веќе добиваат судски разрешници. Високи функционери, министри, веќе издржуваат затворски казни за тешки кривични дела. Изминатава година, од страна на Судскиот совет, биле покренати 80 на предмети, а 8 судии биле разрешени. Во завршна фаза е моделот за прочистување на судството, подготвен првостепено од представници на Судскиот совет, на Советот на јавни обвинители, со поддршка на академската јавност. Сите судии ќе бидат оценувани за тоа како воделе постапка, како изведувале докази и сослушувале сведоци, а особено за тоа како постапувале со предметите кои се доведени до застарување. Оценувањето ќе го врши Судскиот совет или Советот на јавни обвинители, и тоа транспарентно и во одредени временски рокови. Во оваа активност е вклучена и проверката на имотната состојба на судиите и обвинителите од страна на Државната комисија за спречување на корупција. Јавното обвинителство ќе мора редовно и постојано да ја информира јавноста за својата работа за напредокот во предметите, пред се за организираниот криминал и корупција. И за ова ќе иницираме законски измени. На почетокот на наредната година, најдоцна до пролет, се очекува да започне и ЕУ мониторингот за судските случаи од висок профил, околу 50 на предмети годишно, во кои ќе учествуваат стручни лица од странство и домашни експерти ангажирани од Европската Унија и ОПСЕ. Ние сме прва држава во регионот која од Европската Унија побара веднаш да ја стартува иницијативата за мониторинг на судските предмети врзани за висока корупција. Почитувани, наш врвен приоритет се ред, правда и дисциплина, градење силна, независна правна држава и неселективно владење на правото. За граѓаните, за иднината, на државата важно е да функционира силна, ефикасна правна држава која безкомпромисно ќе се бори против криминалот и корупцијата. Ќе има правда за сите, ќе има одговорност за сите. Мора да ставиме точка на сите криминали. Благодарам.